Еден од основните приоритети на нашите политики е реализацијата на проекти чија што цел е давање на поголеми можности на граѓаните за задоволување на нивните лични и на потребите на нивните семејства. За оваа цел ги спроведовме мерките за откуп на дворовите и легализација на бесправно изградените објекти по цена од 1 евро за метар квадратен. Ги намаливме давачките за купување на автомобили и голем број на други мерки. Ќе продолжиме и понатаму со оваа наша заложба. Во програмата имаме квалитетни проекти кои обезбедуваат голема можност и корист за семејствата за стекнување на сопствена куќа. Во следните 4 години ќе го продолжиме проектот Купи куќа за млади, со кој им се овозможува на младите лица до и со наполнети 35 години преку субвенционирање на отплата на кредит да се стекнат со сопствена куќа. Младите можат да изберат еден од двата модели за добивање на неповратни средства за изградба или купување на нова куќа или надградба или доградба на постоечка куќа. Со првиот модел за кредит со рок на отплата од 20 години и максимален износ до 50.000 евра. Државата ќе ја субвенционира месечната рата 11 години, од кои во првите 8 години 80% од нејзиниот износ, а во останатите 3 години 50%. Например, за рата од 200 евра, во која влегуваат и главницата и каматата. Владата ќе плаќа 160 евра, а корисникот на кредитот само 40 евра во првите 8 години од кредитот, а во наредните 3 субвенцијата месечно ќе изнесува 100 евра, а 100 евра ќе плаќа кредитобарателот. Проценките покажуваат дека за кредит од 50.000 евра ќе се добие субвенција до 30.000 евра. За кредит до 40.000 евра субвенцијата е 28.000 евра, а за 30.000 евра кредит поддршката ќе изнесува 20.000 евра. Каматните стапки се 3,95% во првите 3 години, а 4,44% во четвртата и петата година. А по овој период каматата ја одредува банката, но не смее да биде повисока од каматните стапки за останатите стамбени кредити. Со вториот модел, младите ќе добијат 100% субвенција на учеството за кредитот, односно максимум до 12.500 евра, ако го користат максималниот износ за субвенционирање кредит од 50.000 евра. За кредит пак од 40.000 евра, државата на корисникот ќе му исплати 10.000 евра за учество, а за 30.000 евра кредит, субвенционираното учество ќе изнесува 7.500 евра. Позитивно во овој модел е што каматната стапка е фиксна цело време при отплатата на кредитот и ќе изнесува 4,5% плюс месечен еурибор. Корисниците на овој проект треба да се млади лица до или со 35 години, а доколку се во брак, тогаш најмалку еден од брачните другари треба да има до или пак 35 години. Барателот не треба да има живеалиште на свое име, ниту пак да има подигнато стамбен кредит. Ако корисникот е поединец, треба да има месечни примања до 900 евра. Ако станува збор за сопружници, да имаат вкупен приход до 1300 евра. Проектот се однесува само за стекнување, за купување нови невселени куќи, изградени од градежни компании, како и за изградба на сопствена куќа на свое земјиште или пак надградба и доградба на сопствена куќа. Покрај овој проект, кој се однесува на младите лица до 35 години, во програмата предвидуваме и нов проект. Куќа за над 36, кој е наменет за лицата со наполнети 36 години и над 36 години, кои се или пак не се во брак. Доколку не се во брак, треба да имаат приход до најмногу 900 евра месечно, а ако се во брак, брачните другари треба да имаат до 1300 евра заеднички приход месечно. И во двата случаи не треба на свое име да имаат живеалиште. И овде граѓаните може да изберат еден од двата модели за добивање на неповратни средства. Со првиот модел се предвидува исплаќање на субвенции на месечната рата за изградба на куќа во период од 10 години, од кои во првите 7 години владата ќе субвенционира 65% од месечната рата, а во следните 3 години 35% од рата.
Например, за рата од 200 евра. Владата ќе плаќа 130 евра, а корисникот на кредитот 70 евра во првите 7 години. А во наредните 3, субвенцијата месечно ќе изнесува 70 евра, а кредитоператорот ќе исплаќа 130 евра месечно од ратата. Проценките покажуваат дека за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 22.000 евра. За кредит пак од 40.000 евра, субвенцијата е до 17.500 евра, а за 30.000 евра кредит, поддршката ќе изнесува до 13.000 евра. Ова се само дел од проектите од нашата програма, чија цел е стекнување на можности за подобар живот на семејствата. Ве повикувам да ја прочитате нашата програма и да се запознаете со уште многу проекти за кои ќе имате интерес. И да бидете сигурни дека тие проекти се исполнуваат и спроведуваат, затоа што ти знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија.